Ние сега излегуваме малку надвор од студиото. Ирена ја имаме ова утро на линк. Ќе промовира заедно со незината гостинка Дора Попова-Узуновски, психолог, кој што многу често има гостувани овде во студиото. Дора ќе промовира новата книга со многу интригантен, ќе речам, наслов, а тоа е "Ѓаволот има убаво лице". Ирена, добро утро до тебе, добро утро и до Дора и секако пренеси ги нашите честитки за книгата. Добро утро, Искра, до тебе. Добро утро, почитувани. Како што кажа Искра, ова утро ние сме на гости кај Дора во Центарот за ментално здравје Дора. Меѓутоа, ова утро нема да зборуваме за менталното здравје, туку ќе зборуваме за промоцијата на книгата на Дора Поповска-Узуновски. А книгата е, како што кажа Искра, има интригантен наслов "Ѓаволот има убаво лице". Дора, добро утро. И добро ни дојде, односно ние добро ти дојдовме на гости кај тебе. Благодарам што ја прифати нашата покана. Она што ќе биде тема на нашето и што е повод за нашето присуство кај вас овде во вашите простори е промоцијата на книгата "Ѓаволот има убаво лице". Промоцијата ќе се случува утре вечер во 19 часот во Концепт 23. И сега да би кажеш отприлика ме интересира, еве Искра кажа, има интересно име, "Ѓаволот има убаво лице". Какво е лицето на ѓаволот? Убаво? Да, нели, ѓаволот има убаво лице. Некако лицето на ѓаволот е постојано убаво, меѓутоа луѓето не го гледаат. Ние имаме идеја всушност, нели, се разбира метафорично е, ова, нели, ѓаволот има убаво лице. Ние често пати имаме идеја дека ѓаволот е нешто грдо што ние во нашето секојдневие се разбира, и тоа е. Ѓаволот има грдо лице, меѓутоа има и убаво лице. Зошто убаво лице? Зошто така ја нареков овој роман, зошто така го нареков овој наслов? Баш поради тоа што ние често пати се лажеме по нешто што ни се чини дека е убаво и ја гледаме само, нели, на дворешната фасада на нештото, на дворешната шминка, без да се позанимаваме со внатрешната суштина на работите, бидејќи едноставно по природата на нештата така функционираат нашите сетила. Нашиот ум повеќе е врзан со нашите сетила и полесно ни е да се фокусираме, нели, на тоа што е перцептивно, видливо, без да ја видиме од внатре подлабоката суштина. И всушност, нели, многу работи меѓу нас кои што ни се чинат убави, тоа се случува во секојдневието скоро на сите луѓе, ќе влезат во нешто, дали во некаква релација со некој човек или ќе најдат некоја работа или нешто сосема друго кое што им се чини дека е убаво, нели, на тој почеток, и после како што го запознаваат лицето, дали на личноста, дали на некоја работно место, дали на нешто друго, гледаат всушност дека суштината е многу поинаква и дека не е баш толку многу убава, меѓутоа метафорички книгата затоа го носи тој наслов, нели, да се види дека често пати ние живееме несвесно во една лага која што, нели, вистината е поинаква. Ова е, впрочем, и темата од прилика. Ајде малку поконкретно да ги заинтересираме гледачите што обработува книгата и која е пораката која што се пренесува преку книгата. Темата на книгата е интересна за мене и барем рецензентите што до сега ја прочита им се допадна многу според нивната, нели, критика. Темата е она што на нас не се случуваше до вчера, а тоа е темата за пандемијата. Всушност не е самата пандемија идејата на романот, туку идејата е како, значи, општествениот контекст кој што ние го живеевме влие врз однесувањето на луѓето. Односно, како под влијание на еден општествен контекст, тука главниот лик е една лекарка која што работи на интензивна нега, под, нели, влијанието на здравствената, економската криза и така натаму, сите општествени фактори, еден брак се распаѓа, тука влегуваат во игра некои други луѓе, некои љубовници, нели, кои што го носат убавото лице на ѓаволот, за кои што, нели, всушност после ќе се види дека представува едно само бегство од таа една реалност која што ние живеевме во пандемијата, кој што многу луѓе настојуваат да побегнат од таа реалност, нели, во некој искушение или на некаков друг свој начин, за кој што подоцна, нели, се испостави кога помина цел тој општествен контекст, дека на ментално ниво всушност остави многу голем пустош. Кај многу луѓе и се уште ние имаме во реалноста и те како последици во тој
респираторен вирус период, Да. кој што јас така го нарекувам, нели, во оваа. За кого е наменета оваа книга? Која е публиката? Мислам дека публиката може, оваа книга може да им се допадне на пошироката публика, нема конкретна возраст на која што може да се допадне книгата, за разлика од претходните мои два романи, кои што може би беа наменети за помладата публика. Посебно првиот, можем да кажем дека за поадолесцентната публика беше, ова е позрела книга, ова е позрел роман со позрела содржина, така да мислам дека може да се допадне на постарата публика, бидејќи внатре во себе, покрај таа реална поента што ја носи, значи ја има и таа има една мистична религиозна нотка која што се провлекува постојано низ романот и мислам дека ќе се допадне и на постарата публика. Ајде сега збор два за промоцијата. Промоцијата е утре во концепт 123. Ајде да ни кажеш малку повеќе за тоа кој се ќе учествува, кои се рецензенти на книгата, покрај тебе кој се учествуваше во излегувањето, издавањето на книгата кој издавачката куќа и каде може да се најде? Значи, романот може да се најде во книжара Матица, во сите продажни места на книжара Матица тука во Скопје, или едноставно било кој што сака може и на мене да ми се обрати лично, да го препратам во книжарата или да ја порачаат може исто онлайн преку самата книжара. А во однос на промоцијата морам да кажем прво неколку пати го сгрешив името на местото, концепт 37 е. 37, да. Те извинувам. Концепт 37 е местото, односно кафулето каде што ќе се одвива промоцијата. Се работи за едно кафуле кое што организира токму вакви културни настани, ќе има тројца промотори, имаме и модератор кој што ќе ја води промоцијата, поканети се, имаме лични покани, се разбира промоцијата е отворена, кој сака може да присуствува, секој што е љубител на читањето, на пишаниот збор, ќе се напиеме по некоја чаша вино или секој по свој избор нешто и мислам дека ќе си поминеме прекрасно. Концепт 37, часот е 19, така ете, тоа не го сгрешив. Само сакам уште за крај, ова е Дора ваша трета книга, дали има нешто на повидок, дали може би се подготвува некое четврто издание? Во моментов нема, поради тоа што нели сум ангажирана професионално со некои други обврски и дома, така што веројатно во наредните неколку години ќе следува некоја пауза од ова мое хоби. И само уште за крај да ми кажете која е пораката на книгата? Што можат читателите, љубителите на убаво пишаниот збор како поука да извлечат од ѓаволот има убаво лице? Кажавте дека е метафорички, така? Така е, мислам дека тука сакам да оставам секој читател сам за себе да извлече пораката, а и пораката е во насловот. Да свати баш тоа, дека ѓаволот има убаво лице, али е сепак ѓавол. Посакувам убава и успешна промоција утре вечер во концепт 37 во 19 часот. Сите љубители на убаво пишаниот збор, нека дојдат, нека повелат. Ѓаволот има убаво лице, интересна порака, интересна книга од нашата гостинка, утринска гостинка Дора Попова-Узуновски, психолог и автор на книгата Ѓаволот има убаво лице. Благодарам. Искра? И јас уште еднаш благодарам и уште еднаш честитки до Дора.